Така е, како што спомена, веднаш по вестите продолжуваме стандардно со меѓународната анализа, веќе се подготвени во другиот дел од студиото моите колеги Срѓан Ивановиќ и Дијана Андоновиќ. Добро утро посакувам. Добро утро, Александра, благодарам. Денеска петок, започнуваме со на страшна вест, би рекол, од вчера, кога 150, колку се загинати? Од прилика 114 загинати, над 170 повредени. И инцидент, да го крстиме во околината на Газа. Па тоа не е инцидент, ја тоа би го нарекол масакар. Сега реално да збориме. Во ред. Зошто би било, не знам, масакар тамо негде кога се убиени 15 или 30 луѓе, а ова е голема бројка и тоа може ли реконструкција на што се случи? Тие чекале ред за храна, дошле камиони од меѓународна помош за храна и вода, бидејќи тие луѓе таму живеат во гето подолго време, така да отприлика знаеме во воени области што значи кога ќе дојде камион со храна, вода и сето она што се најнеопходни потрепштини за живот, и во тој момент наводно биле гаѓано од страна на Израел, ракетирани, гранатирани, не е ни важно каков тип на оружје било, при што загинаа толку луѓе. Се разбира, Израел демантира, вели не се загинати толку од ракетирањето, туку од стампедото кој е дошло како резултат на експлозиите и детонациите кои паднале во близина, меѓутоа се останува стампедото настанало поради пак зошто било гаѓано тогаш, нели како што тоа иде секогаш, како велеше Черчил, кога сакате нешто да зацкриете, ќе формирате истрага, односно ќе формирате комисија која ќе истражува. Израелската армија најави дека ќе истражи за што се работи. Значи, се работи, овој настан помина, бројки. Нема тука анализа. Анализата, според мене, е у погрешно време, на погрешно место, со погрешни работи. Практично, на чекор до примирие беа Хамас и Израел, и сега ова се случува, што му остава простор на Хамас да не се согласи за ова примирие, но Израел, како што тоа не го покаже изминативе децении, а и воопшто нели посилниот секогаш ги диктира средствата, не само што Хамас сега се размислува за примирие, туку самиот Нетањаху синоќ ја даде една изјава што според мене ја морам да признам дека не ми е логична, тоа вели вака: Израел ќе направи се да го спречи договорот за примирие. Да. Што е некако некаква непопуларна изјава, дали лошо цитирана, дали лошо речена, дали лошо преведена, ја стварно не знам. Оно што исто така го видовме вчера, осуда кон Израел, јас за прв пат си реков себе си, еве, Вашингтон конечно излезе со една сериозна осуда, особено што секретарот за одбрана Лојд Остин излезе и рече Израел е одговорен за смртта на толку и толку луѓе. И кажа уште нешто, вели повеќе од 25.000 жени и деца се загинати досега. Значи една осуда и досега немало такви. Јас помислив, морам да признам, во интерес на нашите гледачи, човекот е секретар за одбрана, сериозно е болен, тој се соочува со обвинение дека криел состојбата на болест, а обавува една сериозна функција. Од друга страна и председателот на САД, човек кој е во години, кој си те... И Бајден го осуди на некој начин. И Бајден го осуди. И тогаш си реков, еве, овие двајца конечно фатија една, да кажеме, вистинска страна. Тука, значи, ние разговараме за човечки животи. Апсолутно е неважно дал се палестинци, дал се израелци, дал се црномурести или се латини или се балканци, било што се работи за човечки жртви, особено цивили, жени, деца, луѓе истоштени од ситуацијава што се случува во светот, каде што големите се играат, при тоа не грижејќи се за обичните луѓе. И ноќеска во Советот за безбедност на Обединетите нации излегуваат Соединетите Американски држави, ставаат вето на одлуката за осуда на израелскиот напад, што само ми укажува некако... Значи го осудуваат, но не преку Обединетите нации, двака лично Остин, Бајден, зборуваме дека официја, значи, веста, Советот за безбедност. Сега Бајден не е важен, Бајден е Бајден, но председателот на САД, ако државата на која он председател ја блокира изјавата дека Израел е обвинет за смртта на палестинците во Газа,
укажува една би рекол, не знам, хипокризија, дволичност. Не ми е јасно, морам да признам, бидејќи ние го разговаравме тоа, мораме малку да ставиме една човечка компонента. Да, во ред, војна, глобално преструктурирање, Трета светска војна, сето тоа можам да се согласам дека е така. Меѓутоа, зборуваме дека се загуби едно чувство за човечност. Како може да не ја осудиш? Да видиме кој е виновен. Не треба да се обвини, не знам, овој или оној, но мораме да ја осудиме. Загина жени и деца и обични луѓе, значи не загинале борбени формации кои земале оружје во рака. Израел се загина барајки храна. Барајки и чекајки храна, тоа е како во ран среден век однос кога сме ги гледале оние историски филмови како се живеело. Така да мислам дека светот загуби едно чувство за човечност, за хуманост. Од друга страна, она исто така дволично би рекол смртта на Навални, која Путин вчера е обвинет дека е одговорен директно за смртта на Навални, што секако е голема трагедија за неговото семејство, за некаквата руска демократија и сето тоа. Меѓутоа да се извади еден човек дека е голема, денеска му е погребот инаку, а овие 150 онака не се важни, некако ми делува дека се во ова се повредени, мислам. Да, дека се губи, да се мислам да се стави на вага дека ова смртта на Навални Путин треба да одговара, а смртта на овие 150 па добро се случило, тоа е она од наше време, ако се сеќаваш Џейми Шеј, тогашниот портпарол на НАТО за време на бомбардирањето на Србија, која кажа она ноншалантна изјава, тоа е колатерална штета. Мислам дека треба да се загрижиме сите ние, без разлика. Нема тука страна, проруски, проамерикански, произраелски, промуслимански. Едноставно почнува човечкиот живот да не вреди ништо. Ништо да не вреди. Изјавите на големите политичари кои по историја, па и јас и ти со години што сме ги следеле, имало слаби политичари во нашето време. Меѓутоа кој ги кажал изјава, таа држала. Сега ова некако испадна се, оно излегува Макрон пред некој ден. Судата на нападот, а потоа Обединетите нации нема. Макрон излегува пред некој ден, вика ќе распоредиме француски војници. Овие го осудуваат Путин вика ова. Дека неговата изјава била обмислена, значи не било така, него кажал не ја видов обмисленост на таа изјава, освен што на некој начин, знаеш како, колку и да политиката е енигма за нас обичните луѓе, ги кажам, ако тебе дома не ти се средени работите, немаш ти да исправуваш криви дрини на други точки на светот. Тој Макрон ја дава изјавата дека ќе распоредува француска војска во Украина, а тој ден во Париз неколку илјади земјоделци го окупираат парискиот велесаем. Па кога бегаше таму, да. Мислам, или Франција и незината легија на странци ги губи оние традиционални колонии во Африка, тој сега размислува нешто да распоредува. Ова е само пример за тие неодговорни изјави според мене. Бајден исто го осудува Израел, а неговиот амбасадор во Советот за безбедност на Обединетите нации ја блокира изјавата дека Израел е одговорен за смртта на тие. Па добро, ајде да видиме истрагата докаде ќе биде. И сега Нетањаху, на крај морам да го споменам, вели ќе направам се да не дојде до примирие. Значи, тоа се некои нелогични изјави кои според мене, како што ја го поимам, нормалното однесување, независно на центрите на моќ, како, знаеш, како веќе злото да веќе не ќе веќе да го завиткува она што се случува. Не се ги прикрива, да. Да, не се прикрива. Сега не ги посочувам ја нити луѓето, нити политичарите, нити нациите, него едноставно се губи полека смислата на сево ова. Човечките животи не вредат ништо. Во даден момент ова е важен, дај ќе го дигаме, па ќе го заборавиме. Нели после ќе го носат до 20 години на мајца ликот на Навални као што го носат на Че Гевара, човекот кој 60 и која беше ликвидиран од ЦИА, за сега ти во Соединетите Американски држави пред Белата куќа да ти се шетаат луѓе со ликот на Че Гевара. Сакам да кажам, тоа е едно такво по мене лицемерие,
што не знам, еве денеска во светската јавност, морам и тоа да го изведам, иако малце го губиме контекстот, е нели погребот на Навални. Вистина е дека неговото семејство е обесправено, бидејќи не може да го погреба своето чедо, така би го нарекол, нели мајка му сака да го погреба како што треба, дека многу од гробиштата во Москва, од каде што он потекнува, одбиле да го погребаат, дека власта во Русија, за да намали евентуално собирање, тензии, сето она што може да се случи, го крие местото и мигот на погребот, иако денеска ќе биде, што, значи, денот, типак се кажа, тие бара и денот да не се знае кој ќе биде погребан, ќе бидат ограничени најблиските ќе дојдат на погребот, и сето тоа е уште една трагедија, и сега почнува полека светската јавност да вели, да зима изјави, знаеш како иде тоа, од приврзаници на Навални, кои имаат веќе најава дека руската полиција е подготвена дури да употреби и огнено оружје доколку на погребот дојдат, нели, повеќе луѓе од што треба, што е уште еден стил, ми се чини, на пропаганда, ама морам да заклучам и мал дефокус од ова што се случи во Израел. Ајде, што се случи во Соединетите Американски држави, таму актуализирана на јужна граница. Ја немаше неколку дена, сега повторно е. Јас би рекол дека тоа е планиран дефокус. Само да објасниме, таму беше и Трамп и во Бајден. исто време. Во исто време. Значи, на различни места беа. Јас се ти зборувавме пред да влеземе во студио дека оваа тема беше многу актуелна и на претходните председателски избори, но да те потсетам, најактуелна беше кога беа со Хилари Клинтон, кога беа и Доналд Трамп. Но ќе те потсетам, немаше војна во Украина и немаше војна во Газа. И тоа беше нормално, да имаш со јужната граница проблеми. Значи, Латинска Америка, особено Хондурас, е на раб на целосен колапс, тие луѓе таму немаат што да јадат. Хондурас е огромна држава. Го земав за Хондурас за пример, има таму и други големи држави што не можат да спојат први со трети со храна. И има голем наплив на бегалци. Како рековме, 10.000 луѓе дневно преминуваат таа граница кон Тексас. И таа состојба е сериозно актуелна. Меѓутоа ми се чини дека во председателскава трка сега, која треба да дојде за председателските избори во САД во ноември, како намерно да е поставена таа дебата, дека е најважна. Значи, не е тука сега важна американската улога или улогата на Соединетите Американски држави во решавањето на проблемот со Украина и односите со Русија. Не е главна тема ова што се случува во Газа, каде што едно повеќе децениско, би рекол, и библиски проблем треба да се реши, а не се решава, а тоа чини секојдневно со огромен број на жртви, како што можевме да видиме вчера. Туку е дебатата околу оваа граница, и двајцата, и Трамп од своја страна и Бајден од своја страна. Тоа е битно внатре. Тоа е многу битно. Политичко прашање. Дури еве за интерес на гледачите, само ќе нафрлиме како едно од обвинувањата е дека демократската администрација на Џозеф Бајден намерно прави пропусти за влез, наводно тие републиканците тоа обвинуваат, односно гувернерот на Тексас го обвини Бајден и демократската партија, бидејќи овој републиканец, нели, дека намерно федералните власти неќе да ги сопрат мигрантскиот бран, бидејќи се смета дека демократите имат традиционално гласачко тело кај латиноамериканците. Тоа не значи дека овие што ќе влезат ќе бидат гласачи, но имаат роднини. Но заедницата латиноамериканска, која латините во САД се традиционални гласачи на демократите, значи ќе гласаат против републиканците. Трамп самиот го обвини Бајден и демократската партија дека намерно се пуштаат за да се менува етничката и верска структура, бидејќи во Тексас повеќето се, нели, протестанти, повеќето се, а овие се со католичка вера на некој начин, и тука се менува малку и етничкиот состав на овие држави, и заради тоа и републиканците и тогаш тамошниот гувернер реагира вака. Но сега да прецизираме, Бајден доби огромна подршка кога дојде на границата, се извинам, Трамп доби голема подршка, бидејќи Тексас е се уште упоришто на републиканците, доека Бајден и не помина баш така како што се очекуваше, така да се на се сме сведоци на
Ја би рекол и како малте одење на фокус. мечки камен е некако така. Нели нашите политичари кога одат на мечки камен, едните ги свиркуваат, Да, другите ги тоа секој подстрахуваат. 2 август го гледа. Веројатно одењето во Тексас или во Аламо или во некое близу до Аламо. Да, и се само за крај на исто оваа приказна која почнавме, многумина од овие аналитичари, експерти, добри познавачи на состојбите, луѓето што се занимаваат со се во ова, велат дека решението околу границата со Тексас и мигрантскиот бран е прашање, значи прашање на тоа, од тоа прашање практично ќе зависи исходот на овие избори во САД кои се закажани за ноември. Значи нема да биде исход ниту односите со Русија и проблемот во Украина каде не е, тоа секогаш нема да биде ни газ. Во Америка секогаш внатре. Ние видовме завчера, политичките прашања. зборувавме вчера дека Бајден, дека муслиманите во САД, нели тоа нивно здружение на муслимани повика да не се гласа, муслиманите во САД да не гласаат за Бајден поради ова што се случува во Палестина. Очигледно демократите се тоа е логиката, веројатно сега се поврзуваат нови мигрантски брани сето. Тоа сума сумарум светот не само што да мирува, него некако почнува да ги губи кочниците на тоа што да завитка, што да одвитка за да пласира во јавноста, а ова со Газа вчера е само доказ дека работите дефинитивно се избегани од контрола. Се избегано од контрола, повели Александра да не одјавиш. Сакав само да се надоврзам со ова со Газа. Последната информација не стигнуваат осудите од не само од челници на различни држави на светот и од граѓаните на социјалните мрежи, осудите за она што се случи вчера во појасот Газа. Дополнително Германија ја зголемува хуманитарната помош за 20 милиони евра, тоа е новата вест која што е поврзана, колку тоа ќе помогне, не знам. Па не може да помогне, може уште повеќе да направи проблем, а ја очекувам дека денеска погребот на Навални ќе биде главниот фокус за цела работа и неким да предвидувам, но очекувам дека нешто ќе мора да се случи за време на погребот на Навални, за вечер да се врти ова некако да се тргне од светската јавност. Тоа тие осуди, Александра, ја морам као човек да кажам сега, све во ред сите тоа го осудуваат, но за разлика од мене и тебе што го осудуваме, а не можеме да направиме ништо, токму тие држави можат нешто да направат. Затоа и повторно ќе кажам да ја блокираш изјавата дека Израел е виновен за смртта на палестинците и да се бориш по секоја цена да не стапи примирие во палестинските територии, според мене се изјави кои ме чудат у најблаго речено, бидејќи осудуваш, а сакаш да продолжи војната. Независно, политиката е едно, тактиката и стратегијата е друго, но првин треба да направиш примирие, па тогаш да седнеш да преговараш. Не можеш ти прво да истребиш све, па тогаш да разговараш, што понатаму. Слободен печат ќе ги следи будно сите случувања поврзани со Газа, секако и со погребот на Навални. Тоа што го споменуваш дека нема да биде мирно и неговата сопруга стравува, го нагласи тоа и го изјави вчера дека стравува дека нема да биде мирно. Ја не велам дека нема да биде мирно. Јас само нема да се чудам дека у даден момент ќе излезе по овие медиуми, светски мокини медиуми да дадат некоја информација дека дека полицијата во Москва застрелала тројца припадници. Сега зборувам онака хипотетички и тоа според мене, јас го кажувам како моје мислење, ќе биде само во насока да се дефокусира оваа трагедија што се случи во Газа. Мислам дека е време да завршиме од мафтаат од режијата, да мафнеме и ние. Веќе ги поминавме границите овој пат, но ете, почитувани имаме навистина актуелна тема кога се работи за светските случувања, големата трагедија во појасот Газа. Одиме понатаму со нешто поведро во Слободен печат и покрај тоа што не забораваме што се случува кога се работи за трагедиите.